Балканската бегалска рута официјално е затворена неколку години, но мигрантите кои по секоја цена сакаат да стигнат до една од западноевропските земји, сепак истата ја користат, но не сами. Помош им нудат криумчарите кои дебело им наплаќаат. Во полициските извештаи за оваа година се вели дека лицата кои ги превезуваат мигрантите се во организирани групи, едните чекаат на југот од земјава, другите пак на север. 20 криумчари од почетокот на годинава заработија и кривични пријави. Ако во минатото минуваа најчесто мигранти од завојуваните земји на Блискиот Исток, сега на наша територија се забележуваат државјани на Пакистан, Еритреја, Сомалија, Авганистан, Шри-Ланка, Индија и Турција. Каменот 59 остана да сведочи за бегалската мигрантска криза, кога мигрантите преку оваа линија се обидува од Грција да влезат на македонска територија. За среќа, бегалската криза заврши. Оваа гранична линија затворена и строго се контролира од армијата и од полициските службеници, но за жал мигрантите се обидуваат низ други премини да ја поминат границата и да влезат на македонска територија со цел иднина во една од западните земји. Населените места Стојаково, Селем, Лимоин и Богородица на јужната граница се најчестата мета на неочекувани гости. Жителите безбедноста ја оставаат во рацете на армиските припадници и полициските службеници кои будно ја следат ситуацијата. За зголемениот илегален премин на мигрантите токму на Балканската рута загрижен е и министерот за внатрешни работи на Германија Хорст Зехофер, кој како проблем ќе го отвори за дискусија во Бундестагот со цел бројот на мигранти да не се искачи на проблематично ниво. За разлика од германскиот министер, македонскиот не е загрижен, кој на последната посета на југот од земјава истакна дека ситуацијата во земјава е ставена под контрола со мигрантите.